Почитувани гледачи, време е за вестите на телевизија Здравкин. Јас сум Габриела Лескова во продолжение на станите кои го одбележаа денот. Инфективното одделение во Општа болница Велес обезбеди дополнителни кревети за лекување на пациенти. Ученик од училиштето Блаже Коневски во Велес позитивен на коронавирусот, останатите 15 се ученици и наставникот се во изолација. Загрижувачка слика пред банките во Велес, граѓаните не држат физичко растојание од 2 метри. Се обезбедија дополнителни кревети за хоспитализација на пациенти потврдени позитивни или суспектни на коронавирусот, бидејќи капацитетот на инфективното одделение во Општа болница Велес беше целосно исполнет. Моментално се хоспитализирани 25 пациенти од повеќе градови, од кои 23 се позитивни на коронавирусот, а за останатите двајца се чекаат резултати. Пред само 2 дена целиот капацитет на инфективното одделение во Општа болница Велес беше исполнет со пациенти позитивни или суспектни на коронавирусот. Поради големата исполнетост неопходно беше обезбедување на дополнителни лежи за хоспитализација на пациенти. Купниот капацитет на болнички легла неделава го зголемивме за 11, значи од претходно постоечките 35 моментално имаме на располагање 46 легла. А до крајот на неделата, односно во текот на денешниот и утрешниот ден, ќе се оспособат уште 2 болнички соби со по 4 кревети, што значи дека ќе имаме капацитет за лекување на 54 пациенти. Во текот на изминатото деноноќие се испуштени повеќе пациенти од инфективната клиника, со што моменталната бројка на пациенти хоспитализирани на инфективното одделение е 25, од кои 23 се потврдени позитивни на коронавирусот, а за останатите двајца се чекаат резултати. Околу 10 на пациенти се од Велес, останатите се од Неготино, Свети Николе, Кавадарци, Демиркапија, Градско. Моментално тројца пациенти од Велес се наоѓаат на инфективните клиники во Скопје. Ученик од трето одделение во Општинското основно училиште Блаже Коневски во Велес е позитивен на коронавирусот. Резултатот го добиле синоќа, при што семејството на ученикот веднаш го известили училиштето. Директорот на ово училиште Јован Чемановсков за електронскиот портал Баталинет изјави дека оваа информација е точна, при што веднаш ги известили останатите родители на учениците да не доаѓаат на училиште. Родителите на детето позитивно на COVID-19 постапија одговорно и уште минатата недела не информираа дека поради заразен член на семејството, оваа недела нема да го пуштат детето на училиште. Го известивме Центарот за јавно здравје Велес, пошто една половина од одделението каде што учи заразеното дете и на едната наставничка ќе им бидат издадени решенија за изолација. Потенцирал директорот, при тоа додал дека е многу мала веројатноста да заразил и своји соученици. Денеска сведочевме на загрижувачка слика пред банките во Велес. Објективот на нашата камера забележа граѓани кои што не држат физичка дистанца од 2 метри, додека го чекаат својот ред за во банка. Дека велешани не ги почитуваат мерките на комисијата докажува и високиот број на казни, кои што СВР Велес ги пишува на секојдневно ниво. Само во текот на изминатото деноноќие се санкционирани 39 лица. Носењето маска, држењето дистанца од 2 метри и честото миење на раце стана новото секојдневие на секој. Според точно утврдени мерки и протоколи е предвидено да функционираат сите установи на територијата на целата држава. Меѓутоа и покрај многуте апели на здравствените власти, одредени велешани се уште тераат по своје тврдејќи дека не се плашат од коронавирусот. Така и денес објективот на нашата камера забележа различни ситуации пред различни установи. На одредени места луѓето дисциплинирано и културно го чекаат својот ред за во банка. За жал останати не ги почитуваат мерките. Денеска сведочиме на загрижувачка слика предизвикана од страна на граѓаните на општина Велес. Можеме да констатираме дека граѓаните носат заштитна респираторна маска, меѓутоа не држат растојание од 2 метри.
Здравствените власти во многу наврати предупредуваат дека групирањето и недржењето дистанца од 2 метри е потенцијална опасност за ширење на коронавирусот. Очигледно граѓаните на Велес не ги почитуваат мерките на Комисијата за заразни болести. Ова го докажува и големиот број на казни кои што секојдневно ги пишува СВР Велес. Само во текот на изминатото деноноќие се казнети 39 велешани. Граѓаните на Велес ги поддржуваат заселените акцијски контроли за правилно функционирање и почитување на мерките во сообраќајот, изјави портпаролот на МВР Тони Ангеловски за нашата телевизија. Заселените акции продолжуваат и во текот на наредните денови, но под надзор на секторот за внатрешни работи Велес. Во текот на овој месец Министерството за внатрешни работи врши засилени акции со цел правично функционирање и почитување на мерките во сообраќајот. При посетата на портпаролот на МВР во Велес Тони Ангеловски беа напишани 70 казни за само еден час на територијата на градот Велес, а при тоа заселените акцијски контроли продолжија во текот на целиот ден. Одговарајќи на новинарското прашање дали имале некои проблеми при пишувањето на казните, Ангеловски потенцираше дека немало, што додаде дека граѓаните ги почитувале овие акции. Оно што можам да кажам дека граѓаните ги поздравуваат овие акции на Министерството за внатрешни работи, граѓаните сакаат ред, граѓаните сакаат безбедни улици и патишта и ни даваат комплетна поддршка во санкционирање на прекршителите на прописите и правилата. Инаку, како што изјави портпаролот на МВР, акцијските контроли продолжуваат и во текот на наредните денови, но под надзор на секторот за внатрешни работи Велес. Продолжуваме со вестите од Македонија. Вчера почина 32 годишен лекар од клиниката за пулмологија во сообраќајна несреќа во Скопје. Истата се случила поради срцев удар. Многу пријатели, познаници и функционери упатија сочувство до семејството, додека телото е предадено на обдукција. Лекарот клиниката за пулмологија почина вчера во сообраќајна несреќа, како што известуваат надлежните, најверојатно добил срцев удар додека возел, што била причина за сообраќајната несреќа на улица Рузвелтова, која што се случи вчера во 16 часот и 30 минути. На ургентен бил реанимиран од страна на своите колеги кои што не успеале да го спасат. Телото е предадено на обдукција. Многу познаници, пријатели и функционери го упатија своето сочувство и веста за неверување до семејството. Меѓу нив и министерот за здравство доктор Венко Филипче. Денеска изгубивме другар и доктор кој што целосно се даваше за грижи и третман на нашите пациенти, родители, роднини и пријатели. Тој даде се од себе во битката со коронавирусот, грижејќи се за пациентите. Тој е мојот колега на кој за секогаш ќе бидам горд. Сочувство до семејството, напиша Филипче на социјалната мрежа Facebook. Меланија Трамп преку соопштение извести јавноста дека нејзиниот 14 годишен син Бајрон Трамп бил позитивен на коронавирусот, меѓутоа немал никакви симптоми на болеста. Светската здравствена организација смета дека и покрај брзиот напредок на надлежните компании за добивање на вакцина против коронавирусот, масовно вакцинирање нема да биде можно да се реализира во брз временски период. Американскиот председател жестоко ги критикуваше Facebook и Twitter за блокирање на пристап кон критички текст за демократскиот председателски кандидат Џо Бајден и неговиот син. Време е за информациите од светот. Првата дама на САД Меланија Трамп објави дека нејзиниот 14 годишен син Барон Трамп бил позитивен на коронавирусот. Барон немал симптоми на болеста, а сега веќе е негативен на истиот. Во соопштението Меланија навела дека нејзиниот син првично бил негативен откако било потврдено дека таа и председателот на САД биле заразени, но по неколку повторени тестови и Барон добил позитивен резултат. Меланија напишала дека Барон е силен тинејџер и дека немал никакви симптоми. Светската здравствена организација смета дека и покрај брзиот напредок на надлежните компании за добивање на вакцина против коронавирусот, масовно вакцинирање нема да биде можно да се реализира во брз временски период.
Многумина се согласуваат дека вакцинирањето почнува со здравствените работници и со други работници во првите редови, но дури и тука треба да се направи проценка кои од нив спаѓаат во најризичните групи. Потоа следуваат старите лица и така натаму. Здрави млади луѓе можеби ќе треба да почекаат до 2022 година, изјави главниот научник на СЗО Сумија Сваминатан. На 38 милиони луѓе досега се заразиле со коронавирусот, од кои 1,1 милион починале, но експертите се согласуваат дека вистинските бројки се многу поголеми. Американскиот председател Доналд Трамп жестоко ги критикуваше Facebook и Twitter за блокирање на пристап кон критички текст за демократскиот председателски кандидат Џо Бајден и неговиот син. Ова е страшно, напиша Трамп на Twitter. Во текстот објавен во Нью Йорк Пост се тврди дека весникот добил пристап до компјутер користен од Хантер Бајден. Во компјутерот булеварскиот весник пронашол информации за инволвираноста на поранешниот американски потпредседател Џо Бајден во бизнисите на својот син во Украина. Против кандидатот на Трамп постојано ги отфрлаше ваквите тврдења. Почитувани гледачи, ви благодарам за вниманието. За повеќе детали следете на нашата Facebook страница Телевизија Здравкин. Имајте пријатна вечер.